Имате проблем во општина Драчево, тука вие сте собственик на една од плацевите каде што треба да поминува гасоводот. Цевката од гасоводот, трасата која што се спушта преку Сопиште надолу. Од она што го слушнав, немате добиено експроприација, немате никој не е викнал да дадете согласност. И разговаравте ли со надлежните за ова? Немаме разговарано со никого. Се работи за 90 до 100 парцели, низ кои што поминува трасата. Вака има три ситуации различни за тие парцели. Првата е што кај многу мал број од тие 90, една десетина, околу 9-10 парцели кај собствениците стигнато е решение за експроприација и си има согласено само 3 до 4 максимум. Останатите не се согласуваат. Зошто? Затоа што цената за експроприација што е понудена е смешно ниска под реалната цена што е моментално што е пазарна. Тоа е цена уствари од градот Скопје 2017 година составува комисија на проценители за сите зони во Скопје. За овие зони овдека проценува пазарна вредност на земјиштето помеѓу 25 и 32 евра. А овдека понудата за експроприација е неколкукратно помала. Втората ситуација и најголем број од парцелите се парцели кои што не се приватизирани до крај. Постапката за приватизација се уште тече. Ние имаме поднесено барање за приватизација околу, па некои имаат 2010, 11, 12, се уште тече. Кај нив стои собственост Република Македонија и точно овие граѓани не се никако известени. Еве конкретно мојот случај, значи нашата парцела има купено прадедом и уште 64-та година, заверена е судски со купопродажен договор во тогашниот општински суд Скопје и се наследува од колено на колено веќе 4 генерации 60 на години. И третата, најапсурдна ситуација е кај оние граѓани кои што имаат парцели, меѓутоа кои што од X причини не поднеле барање за приватизација од здравствено, финансиски и слично, кај нив одземено е корисничкото право, иако исто се наследува земјиштето, а данокот за земјиште им пристигнува. Значи плаќаат данок за земјиштето, а корисничкото право на парцелите им е одземено и влегуваат со градежна механизација во нивните парцели да градат гасовод. Значи, иако немате согласност, тоа што го кажувате е дека тие влегуваат, значи, градежната механизација веќе копа по парцелите, иако државата нема добиено согласност од собствениците да се гради на... Тоа што имаме случај, веќе каде што горе, ќе фати камерата подосна трасата, веќе без никакво информирање на граѓанинот, влезено му во неговата парцела, ископано е, цевките се поставени, човекот дури сега дознава дека тоа се случува. И има еден случај кој што еден со граѓанин, кога му е стигнато решението за експроприација, незадоволен од многу ниската цена, поведува спор пред Управниот суд Скопје. Управниот суд тужбата ја уважува и донесува пресуда во негова корист. Лицето е тука, ќе си даде изјава, ќе каже дека иако има правосилна пресуда од Управниот суд, сепак градежните активности продолжуваат. Тоест, вие мислам дека вие добивте пресуда на Управен суд, така? Да, ја добив пресуда од Управен суд, ама они управниот не го почитуваат судот. Кој не го почитува судот? Значи не го почитува судот, Министерството е за имотни правни работи од општина Кисела Вода. Они викаат насила, ние можеме да ја тераме цевката со плин. А јас имам од суд пуштено пресуда дека треба да се договарам они со нив спогодбено. Они не ми повикуваат, не ми известиле дека треба да ме викна да склучам со нив договор, значи убаво пресудата пишува дека треба да се склучи договор. Нема таа компанијата, немаат гаранцијски сметки, банки, што требало да се исплаќаат средствата, све било лажно направено. Самиот суд има напишано во тужбата дека е спогодбено, ја треба да се договорам со што ја градат, што го местат плинов овдека. Додека градежната компанија?
да се направи спогодбено со него. Они не ме повикале, ни Министерството што е за финансии, имотни правни кисела вода, па ни што копаат компанијата. Но на сила си тераат, веќе они си тераат на сила. Значи ја како може да не се почитува судот што го заверува. Значи со судска пресуда, значи дека не почитуваат суд. Значи судата е пуштена, пресудата, значи тужбата на тужителот Андреј Јановски, Кире Јановски се уважува, а решението од Министерството за финансии од управна кисела вода се поништува. И они насила сака да стават таа цевка не само кај мене, веќе сите парцели што се така. Колку парцели се 90? Може да се и 90, може да се над 100 парцели. Насила. Значи на некој не имаат стигнато решение, на некој не имаат стигнато, не се известени, насила ги тераат. Имате плаќате данок на имот, Немаме никакво известување за изградба на тој гасовод. Немаме известување за сопирање на банкарска сметка. Немаме известување од град, од Кисела вода ли ќе биде од Министерството за финансии или дека сметката ни е блокирана. Идеме у банка, сметка блокирана. А ја од 2008 плаќам данок. А зашто ви е блокирана сметката? Па за данок на тие земјишта за убара. А вие имате плац на кој што Кај што иде гасоводот. кај што поминува гасоводот, И плаќаме вие сега плаќате данок на 1300. имот, Да. а Не е приватизирано. не е приватизиран. Не, да. Маш ми е со мозочен удар и гласи он на тоа место, он го плаќа данокот со негова пензија од 10.000. Нема уште право на собственост, 832 да се... Но немате вие право на собственост, а плаќате данок за земјата. Ако мене внуков од Девер не ме известеше, јас за ова немаше да знам. А данокот го плаќам. Ако не го платам, мене сметката ми ја блокира. Се пожалели ли некаде за тоа дека плаќате данок, а немате собственост? Идете вика у Министерство за финансии. Сме били у парк, сме били у Кисела вода, вика мораш да плаќаш, тоа е на Петре. Бевме у град Скопје. А на хартија кажува внуков не стои на Петре. И што да правиме, сега каде се жалиме? Поседаме лист свадиш, пише дека има право на собственост Трајчевски Петри, Република Македонија. А еве од 2008 плаќам данок. Од 2008 до сега ја тоа место го купив. А државата тие А државата го ценела милион и пол. Нека ми ги дадат тие милион и пол, ким го дадам и ова што сум плаќала до сега. Ким го дадам на државата? На крајот ќе кажеме нешто. Ситуацијава ќе ескалира во Драчево, затоа го предупредуваме генералниот директор на МЕР, заедно со директорот на имотно-правни, градоначалниците на град Скопје и Кисела вода, да свикаат средба на граѓани, да дојдат да се соочат со луѓе кои ги тангира парцелите и не само тоа, ќе им апелирам до финансии, 8000 катастарски парцели, као Драчево 2, не се приватизирани. Према тоа, да не дојде до ескалација, имаме сериозна намера патот Драчево Скопје да го блокираме, да не дојде до немили сцени. И да му кажеме на господата од МЕР да не палат булдожер, да не ги лаже црна змија, ќе има ескалација на настаните. Ова земјиште не е од господ паднато, ова е платено со петолирки, со златни петолирки, нашите предци, сега у гроб се превртуваат што се работи во Драчево. Апелирам до Филип, до Шилегов, до директорот на имотно-правни и до господинот од МЕР да не прават ЕСА без крчмар. Овде има газди на земјиштето. Земјиштето тачно дека не е приватизирано, не по наша вина, туку по вина на актуелната власт и претходната, да дојдат да се соочат со проблемот со правите корисници и собственици. Према тоа, да не дојде до ескалација на настаните. Овде ќе ескалира, бидете сигурни. Ќе ескалира и за патот што нема да се прави Драчево Пинтија. Овде има, да. Друга тема е. Да. Да. Према тоа
последен апел им праќам да дојдат да се соочат со вистината. Сакам уште еден апел, овој пат до амбасадите и до дипломатските представништва што се во државава, да го следат и да се заинтересираат за овој случај, зашто како што е општо познато, за проектот за гасификација, поготово за коридориве кои што се сега трасираат, земени се европски кредити, пари од европски банки и од европски фондови. Еве апел и до нив, нека се заинтересираат и бурно нека го следат овој случај.